Премиерот Зоран Заев не сака да слушне за оставка, а за се погласните барања за ова, во јавноста почна да демонстрира нервоза и лутина. Запрашан дали барем размисла за оставка од морални причини поради трагедијата во Тетово, тој одговори, но со повисок тон. Дали вие лично размисливте за оставка од морални причини поради оваа трагедија? Зашто Мицковски да дојде премиер да биде? Не дали вие како човек размисливте? Не размислував. Затоа што ќе бидат премиер или заменик премиер председателот на Алијанса кога ќе заслужат, кога ќе имат емпатија со народот, кога ќе бидат тука да помогнат, кога ќе дадат идеи, а не вака грозотијата да ја користат на вистина на најперфиден, на најлош начин. Лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски за ваквата изјава на Заев вели дека била доказ дека тој не чувствува никаква морална одговорност, потенцирајќи дека ваквата изјава предизвикала гадење кај него. Доколку тој човек не чувствува ни малку морална одговорност и тоа се обидува да го интерпретира дека ако тој заминал Мицковски ќе бил премиер, тогаш наистина освен она благо чувство на гадење кој што во овој момент го имам, друго немам ништо да кажам. Но не само Заев, јавноста очекува одговорност од министерот за здравство Филипче. Тој првично кажа дека нема да го направи тоа, но потоа се предомисли по жестоките реакции во јавноста и понуди оставка. Но премиерот Зоран Заев само го констатирал барањето, а за одлуката се уште тактизира. Трагедии се случуваат насекаде во светот и како што реков по соопштението до јавноста, го разбирам високиот морален чин и од страна на министерот, на заменик министерот, на директорот и на економскиот директор, како чин кој што е пред се од човечка причина, чин кој што е пред се од етички, од морални аспекти и еве тие доставија оставката. Не мислам дека целата влада треба да си поднесе оставка заради ова. Опозицијата бара премиерот Заев, кој одби оставката од Филипче, да ја достави до собранието со целта му да биде изгласана и констатирана, но Заев одбива да го стори тоа. Нема ништо од одбрањето кој Алфа го достави до владата, за јавно да се обелодени текстот од оставката на Филипче.